почнуваме нашите барања. Имате неколку дена да седнете, да ги разгледате, а потоа да ги исполните. Првото барање е враќање на старата цена на електричната енергија. Наместо да му овозможувате вонреден профит на универзалниот снабдувач, намалете го процентот. Затоа што кога зборува Заев преку Бислимовски, ќе ви убедува дека ја покачиле цената само за Елем и Мепсо. Не е точно. Не е исто процентот на универзалниот снабдувач да го множите со 100 и да го множите со 110. Дополнителни повеќе од 1.800.000 евра приход за универзалниот снабдувач само за една година. 1.800.000 евра. Математички прецизно. Затоа, мафио, разгледај го ова наше прво барање и сериозно посвети му внимание. Враќање на старата цена на електричната енергија преку намалување на тарифата на универзалниот снабдувач. Второто наше барање, неделен викенд без данок на додадена вредност. Вие го ветивте тоа пред изборите за месец септември. Помина еден викенд, вториот е пред нас. Септември има 4 викенди. Имате време на следната владина седница, наместо да рушите тоа што диво го изградивте, наместо да делите мандатни писма, донесете одлука која што ќе биде за интересите на овој народ. Викенд без ДДВ, тоа го ветивте пред изборите и тоа мора да го испорачате. 18% помали цени преку викенд за граѓаните во Република Македонија. И трета, последна работа за денес, а тоа е професионализација на регулаторната комисија за енергетика. Не вакви партиски војници и слуги и полтрони. Професионализација на регулаторната комисија за енергетика. За фер цени за граѓаните. Сосема на крај, почитувани присутни, кога неправдата станува закон во оваа наша држава, тогаш протестот, пркосот е наша обврска. Мафија или Македонија? Изборот е јасен, Македонија!